Инает неа чисти депонијата кај училиштето Славејко Арсов во Штип е ставот на претседателот на Граѓанско-демократската унија Петар Колев. Со огромно разочарување ги видов сликите од депонијата покрај моето училиште Славејко Арсов, каде завршив основно образование. Во една нормална земја свеста по ова прашање би требало да биде на неверојатно високо ниво кај граѓаните, но и кај институциите и предпријатијата на кои истите граѓани плаќаат за да добијат некаква услуга. Реакцијата на колегите од Граѓанско-демократската унија Штип е логична последица на фактите од нашата реалност. Испраќам апел до јавното предпријатие ИСАР и градоначалникот Бочварски да се реши овој проблем. Нема потреба да се води инает. Решете го ова, станува збор за здравјето и безбедноста на децата. Само да напоменам дека несовесните граѓани кои фрлаат смет на секаде се еден дел од нашата реалност, но и контейнерите без капаци кои често се преполни и од кои ветерот може да разнесува на секаде, како и неуредениот и неприлагоден простор за контейнери, исто се дел од незавршената работа на институциите. Комуналните инспектори, како и луѓето ангажирани од јавното предпријатие ИСАР, кои треба да се грижат за чистотата, земаат плата од нашите даноци, но и од давачките кои ги плаќаме преку сметките за вода. Дека за ваков срам директорот на ИСАР нема да си поднесе оставка е јасно, но на овој начин надежно трагаме по неговата совест, која очекува од некаде срамежливо да дзирне барем за момент, бидејќи во прашање се нашите деца. Стои во реакцијата на Колев. На ова реагира од јавното предпријатие ИСАР. Јавното предпријатие ИСАР Штип е предпријатие за вршење на комунални дејности кои се од јавен интерес за граѓаните. За активностите кои ќе ги преземе ЈП ИСАР за уредување на посочената локација, како и за другите активности кои се во надлежност на нашето предпријатие, ќе оставиме да оценат граѓаните, а не политичките партии. Стои во реакцијата.